Африканската чума им пресуди на селските прасиња. Од денес сите одат во кланица. Кланичарите денеска во Агенцијата за храна и ветеринарство ги потпишаа договорите според кои ќе треба да ги откупат сите 20.000 прасиња од селските домакинства, односно оние кои не се одгледуваат организирано и контролирано во фармите. Колењето ќе се врши во регистрирани кланични капацитети, каде што истите ќе бидат обештетени, односно ќе им се плати 3.000 денари надомест. Се работи за активност која мора под најхитно да се спроведе. Овде нема категории, него се гледат само број на грла кои ги има собственикот. Ова е една од мерките со кои државата се обидува да ги заштити организираните фармери од појава на свинска чума. Болеста, која е веќе присутна во сите земји од соседството, е исклучително опасна и лесно пренослива. Се работи за вирус за кој нема вакцина. Симптомите кои што се појавуваат кај животното се црвенило на абдоменот, односно црвени модри флеки, губење на апетитот, тетурање и увлекување едно во друго. Со покачена висока температура и кажав дека апетитот е начисто изгубен. Се пренесува ли на луѓето тој? Од оваа болест не заболуваат луѓето, него единствено заболуваат свињите. Преносители на болеста се болните животни, дивите свињи пред се, а механички може да се пренесе и преку каснување на разни инсекти. Доколку африканската, односно свинската чума се прошири и кај нас, тоа би значило крај на свињарството и екзистенцијата на околу 10.000 работници. Тоа е прво уништување на свињарството во Македонија, затоа што концентрацијата на одгледувачите на свињи скоро е целата во Источна Македонија и со едно или две жаришта ќе бидат опфатени сите и мали големи одгледувачи. Ние проценуваме дека во Македонија има околу 300.000 свињи, што значи 300.000 свињи ќе бидат уништени. Втора работа ќе бидат уништени кланичните индустрии, затоа што нема што да колат. Трето ќе бидат уништени преработувачките капацитети на месната индустрија, затоа што ќе биде забрането. Секоја држава, дека има појавена чума, е забрането увоз и извоз на совместни на месо и свежо месо и совместни производи, што значи дека сите наши преработувачки капацитети нема што да работат. Африканската чума веќе од поодамна е присутна во Бугарија, но таа за нас стана голема закана отколку болеста беше потврдена кај дива свиња во Кјустендил, на само неколку километри од македонската граница.